Макс Цена, радиоконцерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пеачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за радиоконцерт. Slušali nokva što ostane sama, slušali se što ne kažuva, gledali zori što zatvoram oči, posljedna solza kada zaspiva. Ja ostavam, a znam bez neja ne možem ni spekuliraj. Sam sam do kraj, guvam od sebe, ne sakama guvam od sebe. Vratija usni moja zanea, guvam od sebe, ne sakama guvam od sebe. Se predavam nizim sum za sekoga. Bega od mene, son odbega od mene, da možem so nego bi zaminal. No ne možem i ne sakam da ostanem bez neja sam. Sedmo mi je, ja zguvam znam, guvam od sebe, ne sakam a guvam od sebe. Vrati ja usni moja zanea, guvam od sebe, ne sakam a guvam od sebe. Se predavam nizim sunca sekogaš, ne možem da izbrišam koga usni toj i miloval. Guvam od sebe, guvam od sebe. Guvam od sebe, ne sakam a guvam od sebe. Vrati ja usni moja zanea, guvam od sebe, ne sakam a guvam od sebe. Se predavam nizim sunca sekogaš, guvam od sebe. Макс Цена, радиоконцерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пеачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за радиоконцерт. Вторник, 12 јануари 2016 година, 21 часот и веќе 10 минути. Ова не е стандардниот термин за радиоконцерт. Уживаме со убави акустични радиоконцерти, изведени во живо од нашето студио. Додека заспива денот, ние со убава музика се надевам дека придонесуваме да ги средите убаво сите оние работи и импресии кои што направи овој вторник да ви биде убав. Зборувам за оние позитивни нешта за кои што вреди да се размисли, со добра музика се разбира. Радиоконцертот го започнуваме. Денеска имаме гости кои што одамна не биле тука во нашето студио, но освен што ќе направиме радиоконцерт токму со нив, имаме и повод зошто го правиме тоа. Останете тука. Радио во боја. Радио Слободна Македонија. Промотор на македонската музика, Радио Слободна Македонија и она што секогаш ни е ново. На стартот од оваа 2016-та, еве ни го Марлон Бранд. Кирил, добро ти вечер. Добро вечер. Како си, млад господине, дали си добар? Па добар сум, добро се чувствувам, малку сум настинат и бубрезиве нешто ме боцкаат. Годините? Годините, дали се, не знам што е работа и од времево многу променливо. Па јас денес, да ти кажам искрено, гледав, имаше некоја споредба за температури од пред неколку години и сега зборуваме за 25 до 30 степени разлика.
Зборуваме за вчера пријавени 20 срцеви удари, а? Да. Леле. Например, минатата, односно пред 2 години ова време било минус 10, денеска беше 17 степени. Денеска сега 22 степени беше во Чучар Сандео, го видов 22 и таму. 22. Тоа беше пролет во зима. Пролет во зима. Но најавуваат снег од утре, така да луѓе чувајте се и облакајте се. Морам да ти исправам од петок. Така? Да. Добро, се извинувам, Метео. Добре, ни дојде во радио концертот, одамна сме те немале за гостин, но и одамна те немаше со нова песна. Така е, значи имавме една мала пауза со бендот и со нашиот креативен момент, нели, во нови песни, нови синглови, но еве конечно дојде 2016 и решивме ајде да пуштиме една песна за почеток, да тргне годинава со повеќе песнички, па и здравија Боже албум, нели? Да ги составиме сите песни што ги извадивме, ќе уснимиме уште 5-6 numeri и ќе направиме еден албум. Се надевам ќе им се допадне на слушателите. Ќе биде ли албумот оваа 2016? Тешко, ама затоа 2017 ти ветувам Па вака. и дека е за 12 месеци, Да. не е многу. Лета време, бога ми. Како помина 2015? Ајде прво она на што ќе дадеме акцент професионално. Малку втората половина од годината музички спиеш, одмараш. Да, спиев. Па јас сум Креативно не би кажал, затоа што сигурно мозочето ти работеше, пишуваше, создаваше, ама Да, што да ви кажам, ја многу ја сакам мечката, знаеш, како животно мечката зимно време спие. И период од септември, октомври натаму последнава песна Синатровка што ја промовиравме, малце застанавме. Правевме проби со нашиот бенд, нели, во гаражите и така мислевме дека со проби, со нешто по, како да кажам, по-креативно да смислиме некоја нова песна, некоја нова трака, ама не ни идеше. Нешто и решивме малце да олабавиме, да стагнираме, нели, треба за секој бенд да помине малце време. Сите бендови имаат кризи. Така и кај нас се случи, но се надевам дека се ќе биде во ред. Оваа година помина доста интересно. Мене ми се случија доста работи на професионален план. минатата мислиш, ова е само 12 Добро, дена веќе. мината. Да, сега уште не е стара нова година. Да, ако одиме според стариот календар, да, до утре веќе. Во правос. Убави работи се случуваа во 2015-та. Секогаш може и подобро. Се надевам дека ќе има доста поинтересни работи и за нас како бенд и за мене како актер, нели, ќе има доста проекти. Со Господ напред, што да кажам друго, и само позитивни мисли. Така, ќе имаме радио концерт вечерва, ќе слушаме твои 6 авторски песни, со кои што изминатив период беше актуелен, така? Да, актуелни сме со, нели, 4 песни моментално, тоа сега да можам. На планина, Слободен уметник и Синатровка, денеска, нели, ќе ја промовираме Патувам. Тие ќе ги отсвириме и уште 2-3 песни што не сме ги отсвириле, нели, вака оживо. Ама се сепак твои, така? Може ги свиревме на минатиот концерт. Да, имавме радио концерт, мислам дека Пред една веќе година. една година, да, и малку повеќе од не ова лето што помина сега, туку предминатото лето. Текна да ме викнеш. И еве конечно после значи година и пол. Година и пол, еве си повторно во нашето студио. Ќе ја слушнеме ни новата песна Патувам. премиерно отсвирена од вас, но и ќе ја слушнеме како тоа звучи снимената верзија, Се студиски, разбира да. многу подобро. Ние, како што кажав, не сме вежбале многу и уште еднаш ќе ги предупредам слушателите на Радио Слободна Македонија да не ни замеруваат ако случајно го сгрешам некаде текстот или ако утнеме некој акорд, но тоа е жива материја се луѓето и тоа е, се менуваме, се правиме такви работи, грешки. Но морам само да кажам дека освен музиката нема да ми замериш ако измешаме и други професии сега. Нема Те проблем. знаат луѓето и од веќе народните приказни на Канал Чорбаджи. 5, тоа беше убаво во 2015 мислам дека го почна тој проект, така? Да. 2015. Некаде почетокот на 2015 или крајот на 2014 знам дека заедно почнувавме во тој медиум тогаш, Мислам дека беше 2014 некаде септември месец. така? Тогаш почнавме, нели, да работиме каде што работиме и проектот Народни приказни се уште си стои, си Убаво тече. искуство ти е тоа, предпоставам, надвор од музиката те препознаваат малите деца по улица. Да Тие ти најмногу признам, ги гледаат приказните. Да, ромите многу ме препознаваат на семафори.
Тие најмногу ги Кога? гледа. Овие што чистат со сунгери. Да, само фурчињата што се. Добро, тие се најнестрамежливи и затоа така реагираат најверојатно. Сепак постои тој стереотип кај нашиве уште као леле дали да му придам па да не направи нешто така. и тоа додека во другите градови луѓето навистина се поопуштени и повеќе ме поздравуваат. Така. И на улица што се вика. Сепак ако сумираме, значи приказните убаво искуство, освен Тренинг, музиката, добар тренинг актерски, да учиш текстови на брзина и сето тоа, нели, за кога ќе дојде некој поголем проект да се справиш како што треба. Динамиката си го прави своето и потребите. Така? Бога ми така е. Добро, ќе започнеме ние со радио концертот, малку повеќе си се промуабетивме од што треба на самиот почеток, но затоа нема да ве прекинувам во вашето музицирање. Обично љубам да кажам малку повеќе ќе свириме отколку што ќе зборуваме, ама со тебе ни оди моабетот. Секогаш. Кога си ни гостим во студиото, одиме сега со реклами, бидејќи рете за блокот во 21:19, таман да се подготвите, имате 2,5 минути и да стартуваме со радио концертот. Може? Може, Ване. Макс Цена, радио концерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пејачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за радио концерт. Почнав да пеам, не зошто морам, во пекол ке горам, но нема да зборам. И јас се вратив тука, те нема тебе, ве нема вас. А ја што ли ке правам, Марлон Брандо, кај да го барам. И тргнав онака чил алеу, свој стил. Сега сум тука да најдам начин, не зошто морам, зошто сум мајчин. Да пеам за љубов и слога, ожи ми Бога, ми треба дрога. А ја што ли ке правам, Марлон Брандо, кај да го барам. И тргнав онака чил алеу, свој стил. Марлон се јави, му треба помош, многу е хитно, со некој олош. Му реков да седи и чека, доаѓам брзо, му носам среќа. А ја што ли ке правам, Марлон Брандо, кај да го барам. И тргнав онака чил алеу, свој стил. Дојде од негде убава мома, нешто ми шепна, ме однесе дома. Ми рече, седи мирен и здрвен, во скут ми седна, со кармин црвен. А ја што ли ке правам, Марлон Брандо, кај да го барам. И тргнав онака чил алеу, свој стил. И еве сега крајот се ближи, а некој тука ми викнал такси. Јас влегов и што да видам, го гледам Ване, го гледам Максим. А ја што ли ке правам, Марлон Брандо, кај да го барам. И тргнав онака чил алеу, свој стил. И тргнав
onaка чил, ali u svoj стил. Ептен од наш стил. Јас и Марко, мојот соло гитарист, мора да го поздравим еднашка. Инаку е многу талентирано детево. А сега ќе ви отсвириме Ег да можам, тоа е првата песна што излезе од Марлон Брандо. Сите добро ја знаете. Марче, да почнеме. И Ег да можам да се вратам јас, Индија и Мумбај, Парадајс, да ги видам, да ги посетам, тие чувства да ги осетам. Марлон Брандо во Радио Слободна Македонија. Ег да можам да сум Коперфилд, сите ѓубриња, целиот шит, да ги маге псами, исчезнам, да ги испратам во тугина. Одете си на печалба. Еј, душо написе во извори вечни, скапи се во вино жито, претопи се, земи зале и што отвори се. Ег да можам да сум трендафил во рацете на малиот принц, да ме прошета низ светови, далеку од лоши погледи, да ме посее со ветрови. Еј, душо написе во извори вечни, скапи се во вино жито, претопи се, земи залет и отвори се. Ег да можам да се прошетам до Јамајка, да се насмејам, во Камбоџа да се одморам и во Непал да се помолам. Ег да можам, ама не можам. Еј, душо написе во извори вечни, искапи се во вино жито, претопи се, земи залет и отвори се. И Марлон Брандо во Радио Слободна Македонија. Како? Уште една песна ќе пееме. Тоа е Слободен уметник, така Марче? Ајде, за сите слободни уметници поздрав до Марко Соколовски ако не слуша. Почни, Марче. Сакам и колку сакам, не можам да изберам ја стихови, туку така. Од тоа чувство не можам јас да се пронајдам на мапа и онака длабоко во себе заборавив текстот, леле мори мајко. И Марлон Брандо тера да се трудиш ти со себе, добиваш огромен аплауз, браво за тебе. Само да знаеш ке го јадеме сите до еден, сетор си слободен уметник, ти не си вреден.
не си вреден. Секој ден се исти песни, колку јас те сакам тебе на радио, бейбе. А љубовта ми стана ефтина, решив да ја блокирам. Јас со време репризи од караници и малку секс како на тебе, кафе у кревет. И да повратам врз тебе ко мало бебе. И Марлон Брандо тера да се трудиш ти со себе. Добиваш огромен аплауз, браво за тебе. Само да знаеш ке го јадеме сите до еден. Се труси слободен уметник, ти не си вреден. Ајде Марче да ми солца. Акустична верзија Марлон Брандо. Две гитари, мариачи. Денешницава ме тера да се сомневам во себе, што ми е мене. Те отфрла ко слепа кучка и кој те тит, давачки сегде. Ајде сега сите да пееме нешто што не ни текнува мозокот, веќе не ни работи. Па многу ми се три песни, ќе ги извежбам и ќе ги испеам подобро. Идеме на рефрен. И Марлон Брандо тера да се трудиш ти со себе. Добиваш огромен аплауз, браво за тебе. Само да знаеш ке го јадеме сите до еден. Се труси слободен уметник, ти не си вреден. Ма тој убавото кај слободните уметници што може да импровизираат што сакаат, па дури и кога забораваат, нели? Се им е простено. Затоа сме уметници. Да се уклопам и јас во муабет пред да го пуштиме фонот, да подсетник требаше да ми дадете да држам лист. Да, требаше јас текстове да си ги напишам тука. Следниот блок ќе биде од 2. Ајде. Изненади многу брзо. Ајде концерт, ова, она, чекај малку полека да се Полека. Добро беше загревањето. Има песната, нели, извадена, може да си ја чујат. Да, како не одиме со шпица. Макс Цена, радио концерт. Од студиото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пејачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за радио концерт. Ова досега беше загревање и сега ајде да го чуеме текстот. Имаш каде да го читаме, сакаш? Знам дека го има објавено таму негде. Дај смени тема да не збориме за текстот сега. Мала шега, добро. Знаеш што, и кога се импровизира изгледа убаво, затоа се тие радио концерти, ако биде секако што треба подмачкано, нема да биде убаво. Секој радио концерт имаме импровизација од твоите колеги и од тебе. Тоа не е страшно. Хаосот е најсовршена работа. Така. Патуваме. Ајде малку за новата песна сега. Патувам. Она што го промовиравме ние веќе на радио ке нас, уште вчера ја добивме песната. Супер. Она е нешто ново кое што го издаде сега на стартот од оваа 2016-та. Патувам. Патувам секаде. Патувам по нови светови, позитивни вибрации, луѓе што се смеат, многу гушкање, многу љубов, многу не знам, многу добра храна, многу добро друштво, многу добар филм со добри пуканки. Се што е добро, таму патуваме и ние, затоа и песната е направена со таква енергија, значи преку глава ни е од се ова што се случува, да не се повторува, малце е клише, но навистина ние младиве луѓе, младите, не ние. Па и ти си млад. Па добро, остарите. Не сум само јас. Млади се бебињата, првачињата. Да, ние сме така. Во млади години сме ние, во сите крајни сме млади години. Вечно млади. Идејата е таа да се потикнат луѓе во кои ја слушаат и да побуди некои такви убави емоции кај секој еден од нас.
ја направивме песната со Марко Соколовски, он го напиша текстот пола и повеќе. Ако слушаш, ете, те пофалив. Ајде, смеј се сега, јако ти е. Да не речеш после дека сум те заборавил. Да, исто така и акордите он ги измисли, со тоа што нели нешто изменивме, но супер излезе песнава, навистина сум многу задоволен. Голема благодарност и до Димитар Маневски, студиото и продукција Дидако, каде што ја снимивме песната, тој го направи аранжманот и навистина многу време ја правевме, баш преска кога ми рече спиеше, не спиев, кај Диму студио спиев и слушав басот каков е, гитарата, па ми се свиѓа, па не ми се свиѓа, па дај да ја пресвириме и се така дури не го направивме ова совршено дело, мастерпис. Задоволен сум како тргна песнава, 2 дена е во етерот, а веќе сите ја пуштаат. Имам 1000 views на YouTube, што е добро за нас, ние ипак не сме толку познати, но е добро 1000 views, реални, нели, не е ни избустано, ни платено таму нешто да излага дека имаме 100 милиона. Така. И како и да е, се надевам дека ќе им се допадне на слушателите, кој не ја слушнал, се надевам ќе ја слушне сега. Сега ќе морам да кажам дека ќе отсвирите и во живо, но и ќе ја слушнеме студиската верзија. Извини, ќе ми се наљути Елена Милошева. Елена, што ги испеа женските вокали, многу ти благодарам и многу те сакам. Како почна ти се некој ќе ти се налути. И баба ми, чекај. Па поред, ајде, има. Умреа бабите. Па добро, ако ја поздрави, што има врската. Поздрав до баба. Да се потсетиме и на луѓето што не се со нас. Така е, така. Па што? Ајде вака, сакаш прво да ја слушнеме песната студиска верзија или да ја свирите во живо? Подобро студиска верзија, да не се разочараат вака уживо. На крај ќе оставиме патувам. Да те потсетиме на текстот. Да. Слушај не, внимателно. Овој го знам. Па уште пострашно е тоа. Слушај внимателно. Ајде. Секој ден се прашувам зошто не сум сега таму некаде. Припајам на овој свет, а сакам да сум горе меѓу звездите. Патувам далеку да видам насмевки и светулки во круг. Граници избришани и добри ликови со добри намери. Пронајдов вистина и малку сила што ми буди да верувам во нови светови магични, кај што има само војни на добри мисли и емоции. Останав со тебе, јас во мислите. Скитник сум, изгубен, но знам ќе дојде тоа што го чекаме. Пронајдов вистина и малку сила што ми буди да верувам во нови светови магични, кај што има само војни на
dobri misli i emociji. Aleksandar со продукција јака живее во зграда така број 22. А и кумот што го сакам ве прашај кого сакаш, не е случајно со бројот 22. Да. Јас мора да го видам 22. Yeah. Леле, ме следи секаде и швалерката од средноводно девојче згодно држи многу јака куќа број 22. А и жена ми од некад што понавика го чека автобусот до Тафталиџе 22. Да. Јас мора да го видам 22. Yeah. Леле, ме следи секаде и во казино кога влагам ја од минус да се вадам, па на црно рулет ставам број 22. И ворна Марлон Брандо, трамвајот наречен желба, ја го сместив чисто ради реда 22. Да. Јас мора да го видам 22. Yeah. Леле, ме следи секаде и оу. Лабаво и опуштено. И дипломата од надвис дипломиран актер гласи ми ја дадоа на 22 мај. А и филмот што го правев 4 години го главев се монтираше на таван број 22. О да. Јас мора да го видам 22. Yeah. Леле, ме следи секаде. Добро, тоа беше 22-ката, што ја видов пак тука имаш 22. Што е работа? Сега ќе отсвириме, која рековме, Марче? Плюс и минус. Плюс и минус. Ајде, може плюс и минус. Ова е за спротивностите се привлекуваат, нели имаш некоја таква теорија. Затоа е песнава направена. 1, 2, 3 и... Еј, девојче, немој да ме гледаш така, кажи ти се. Ма не ме знаеш, јас сум опасен код звер. Многу жени вечер чекаат на ред. Пушти му на тој до тебе и шарет. А ти си така сладка, фина и еластична. И 100% во кревет си бомбастична. Само пак ја кажам, има проблем мал. Ти си кралица што остана без јас. И ти сме како плюс и минус. Марлон Брандо е брендот и сака да е диво. Немој после да плачеш и да ти биде криво. Ајде тркни до шанкот и удри едно пиво. Ајде Марче, дај ми соло.
Ајде, Марче! Еј, девојче, немој да ме гледаш така, жити сеја. Па не ме знаеш, јас сум опасен код звер. И многу жени вечер чекаат на ред. Пушти му на тој до тебе и шарет. А ти си така сладка, фина и бомбастична. Исто по стово кревет си еластична. Само пак ја кажам, има проблем мал. Ти си кралица што остана без јас. И ти сме како плюс и минус. Марлон Брандо е брендот и сака да е диво. Немој после да плачеш и да ти биде криво. Ајде тркни до шанкот и удри едно пиво. Сега иде тоа тивкото. Јас и ти сме, јас и ти сме, јас и ти сме плюс и минус. Марлон Брандо, Марлон Брандо, сака многу да е диво. Плюс и минус, јас и ти ко плюс и минус. Јас и ти сме, јас и ти сме, јас и ти сме плюс и минус. Јас и ти сме тако плюс и минус. Марлон Брандо е брендот и сака да е диво. Немој после да плачеш и да ти биде криво. Ајде тркни до шанкот и удри едно пиво. Се будиме со утрински благослов. Се пробиваме низ градскиот метеж. Пиеме кафе на пауза. Раскажуваме вистина. Правиме најубава FM врева. Дневни настани, радиски колумни, дебати и ноќни сеанси. Заспиваме со македонска музика. Радио Слободна Македонија. 21 часот и 46 минута. Полека привршуваме со овој втор радио концерт за оваа 2016 година. Првиот не беше на сам ден Бадник, односно на Волчина. Бадник се извинувам во вторник, а сме сега 12 Волчина Василица. Празниците полека завршуваат. Убаво ли ги помина празниците? Празнуваше? Еве се гледа по мене. Да, јадеше баклави, сарми, кифли. Сарми, паричката се падна кај мене, мора да се попала. Тоа сакав и да те прашам. После колку време се паѓа кај тебе? Секоја година се паѓа. Ти ја местат? Ми ја местат, нормално. Плачеш за паричка? Браво, секоја чест. Ги убивам после. Па ако ги убиваш, која става паричката? Секоја година некој нов? Мислам дека оваа година не месеше мајка ми лепче, бидејќи она работи нели во маркет и за празници, за делници мора да е таму. Купен беше лебот, таков, нели со паричка нивна од фабрика, од таму не знам кај го прават лебот и се падна кај мене. Имаш ти детектор за... Имам све, брат, ја не се секирам. За парички, така ја наоѓаш. Марлон Брандо, благодарам многу момци што бевте гости, што го направивте овој вечерашен радио концерт. Слушателите се надевам дека ужива. facebook.com/радио Слободна Македонија, нашата фан страна каде што не друже. Бевме со повод. Бевте тука и бевме во студиото, промовиравме нова песна, а попатно и се направивме убав радио концерт. Ке се видиме повторно за кратко. Се разбира, Ване. Фала ти на тебе. Голема благодарност до Радио Слободна Македонија што навистина секогаш се отворени за нас како бенд, за мене, не знам за другите, но гледајќи и слушајќи го тоа што го правите, значи навистина промовирате македонска музика, што е многу важно, што не го прави секој тоа тука. Морам да ги пофалам. Да ве пофалам. Се надевам дека следниот пат ќе доеме малку по-подготвени и во поголем број и се разбира со некоја нова песна, нормално и нов видеозапис. Со повод? Со повод, секогаш со повод. Благодарам уште еднаш за вашето гостување и се гледаме повторно. Вака убаво гледате, каква убава гледка имаме, гледаме надвор.
Прекрасно. Воздухот поради ветерот, немаме магла, чисто ни е вечерва. Се Тоа уште убаво новогодишно ние ги украсено. растеравме лошите духови. Па вака затоа навечер се свири за празници. Ставивте мене да се дерам на микрофонот. Порано, според обичаите, подруго се растерувале, сега Марлон Брандо е тука да урла на микрофон и да урла и да растерува. греши, ама се надам дека им е смешно на слушателите, барем тоа што сме такви малце хаотични. Утре е огинот, апел до сите да не го прескокнуваат, пошто нели навечер може да мократ. Да, за Василица има некаде има што нешто се пали така. Деца, оганче, не си игрете да. со огинот. Јас се сеќавам една година бев сведок на настан како свекрвата ги советува двете снаи да го прескокнат оганот. Опа. И двете синхронизирано не се видоа, едната од едната страна, другата од другата и се судреа на... И си паднаа брзо. И си падна среќа малку на Само запалија. страна. Едната беше малку побрза, па Леле. го избегнаа тоа најлошото. Убав совет, значи Не кажавме, прескокнувате во исто време. Не прескокнувате во исто време, а додека прескокнувате пејте да го растерате малерот. Така е. Момци, за крај спремете уште една песна. Јас да ги мислам, поздравам. Што Патувам, мислиш? пошто и Патувам? ветивме, нели? На... Текстот го имаме готов. Го имаме, да. Добро, да не се мислиме за тоа, да не се грижиме. Јас да ги поздравам и момците кои што во техника го реализира овој вечерашен Да, радио фала, концерт. пријателе. Горан Алавук и Никола Давчев. Поздрав од мене вашиот домаќин Ване Марковски, нашиот музички уредник Иван Бечковиќ. Продукција Радио Слободна Македонија, втор радио концерт за оваа 2016-та. Денеска сме 12 јануари. Ево за крај новитетот, она што го промовиравме пред малку, а сега ќе го Сега во слушнеме и живо. во живо, така? Без виолончела и басови. Сега, намали го фонот, биди радиоводител и најави си ја песната за крај. Како да почнем? И за крај да се одјавиме, драги гледачи, Марлон Брандо специјално за вас, најновиот сингл, песната Понатаму, која што ќе ви ги разнежни срцата. Уживајте во вечерта. Ве сака Ване Марковски. Море, може ли да почнеме? Може, ама ќе помислат слушателите дека јас пеам. Ако да, ќе имаш поише женски после. Добре, ајде. Почни го солото, пошто не ми е вежбано. Секој ден се прашувам зошто не сум сега таму некаде. Припајам на овој свет, а сакам да сум горе меѓу звездите. Патувам далеку да видам насмевки и светулки во круг. Граници избришани и добри ликови со добри намери пронајдо вистина и малку сила што ми буди да верувам во нови светови магични и кај што има само војни на добри мисли и емоции. Патувам далеку, а останав со тебе јас во мислите.
upitnik sum izguben. No znam ke dojde to, a što go čeka me. Pronajdo vistina i malku sila što mi budi da verujem vo novi svetovi magični i kaj što ima samo vojni na dobri misli i emociji. Max Scena, Radio Koncert. Od studiото на Радио Слободна Македонија во живо, со звуците на најдобрата македонска музика. Пејачите и нивните бендови нагости во РСМ. Време е за